Почитувани колеги, добра вечер и добре дојдовте на вечерашниот вебинар. Ви благодарим уште еднаш што сте во толку голем број, вечерва во 19:30 часот, да бидете заедно со нас на уште еден нов вебинар, поврзан со вештачката интелигенција и можностите кои што таа ни ги дава за олеснување на нашата секојдневна работа во училниците. Јас сум оделенски наставник Наташа Тодоровска, наставник ментор во Основното училиште Ѓорги Сугарев, а воедно и председател на Сдруженијето на оделенски наставници Зон Учител. И со посебна чест сакам да го отворам вечерашниот вебинар, да ја представам нашата гостинка, презентерка, која што сите добро ја знаете, која што веќе беше предавач на наши два претходни вебинари. Она што сакам на почетокот да го нагласам, како и за секој вебинар, спред се активностите поврзани од техничка природа, ќе ве замолам, бидејќи сме навистина во голем број, во чет да не ставате поздрави или ваши генерали, бидејќи во текот на вебинарот ќе биде споделен формуларот, знаете, веќе неколку години тоа го правиме, каде што вие ќе ги ставите вашите податоци, име и презиме, онака како што сакате да бидат испечатени, ставени на сертификатот за присуство. Исто така, ќе ве замолам да бидат исклучени постојано микрофоните, или самото пишување во чат може да го одвлечи вниманието на предавачот, бидејќи тоа се слуша, еве гледате додека зборувам, се слуша и влезот на сите членови кои што сакат да бидат присутни на вебинарот. Па сега да започнеме. Јас би била многу кратка и би ја најавила нашата гостинка, затоа што навистина има што да ви презентира и што да научиме на вечерашниот вебинар. Па затоа вам со особена чест ви ја представуваме Зорица Милкова, наставник ментор од Општинско основно училиште Тошо Велков Пепет од Кавадраци, обучувач, етвининг амбасадор и едуин амбасадор, препознатлива по својата визија за современо и иновативно образование. Како долгогодишен практичар и обучувач, таа активно работи на развој на дигитални компетенции кај наставниците и интеграција на вештачката интелигенција во наставниот процес. Зорица е еден од основачите и креаторите на платформата за учење EduCyber Guardians, насочена кон дигитална безбедност и одговорна употреба на технологијата во образованието. Преку својата работа во национални и европски проекти, бројни обуки и вебинари, таа постојано ја промовира креативноста како суштински дел од наставата во 21 век. Денес ќе не поведе низ темата креативност во училницата, создавање на наставни материјали со вештачка интелигенција и ќе ни покаже како идејата може да стане интерактивен и функционален ресурс. Ве покануваме да бидете дел од овој инспиративен процес. Јас ја поканувам Зорица да ни ја сподели својата презентација, да ги поздрави присутните наставници, кои што вистина повторно ќе кажам, значи веќе се во голем број 500 присутни на вебинарот и да си започнеме нашето патување повторно со вештачката интелигенција, кој што ќе ни олесни и ќе ни направи покреативна наставата во училниците. Повели Зорица. Добре дојдовте, драги колеги. Денес нема да зборуваме за вештачката интелигенција како новитет, ќе зборуваме за неа како педагошки инструмент. Јас не почнувам од алатка, почнувам од идеја. Од прашањето како да го направам учењето поактивно, појасно и подинамично. Во следните 2 часа ќе ви покажам процес. Како една педагошка замисла станува интерактивен дигитален ресурс, што навистина функционира во училница. Па, да започнеме. Тоа беше дигиталната верзија од мене. Добро вечер на сите. Чест ми е по втор пат што имам прилика да ви се обратам вам, драги колеги. Благодарам на Сдруженијето Зон што ме покани да реализираме еден ваков вебинар, преку кој сметам дека заеднички може да постигнеме многу повеќе од она што досега го имаме. Најнапред, пред да започнеме во процесот на учење, ве поканувам да одговорите на оваа кратка форма.
која нема да ви одземе многу време, а со истата ќе се воведиме во она што денес реално и практично ќе го работиме на самиот вебинар. Доколку не сте во можност да го скенирате QR кодот, во чат ќе добиете линк од апликацијата и ве поканувам во реално време да следиме на кој начин истата ќе се прикажува на нашиот екран. Оваа анализа Зорица, може е би можеш изготвена. пак да им го вратиш QR кодот за да скенират може би некои од колегите, Да, ако не успеа. евентуално. Да. Инаку оваа анализа е изработена, односно панел е изработен со помош на вештачка интелигенција. И затоа сакав да почнеме на ваков начин за да може да видиме во текот на самото предавање како се подготвуваат овие дигитални ресурси кои што за нас наставниците се од големо значење, не само во наставата, меѓутоа и за други истражувачки цели. Моментално имаме 56 најавени колеги. Се извинувам, има дел од нас кои што не можат да го скенираат и Во ред. чекаме во чат да пратите линк. Благодарам. Нема проблем. Пратен е линк во чат. Еве сега. Благодарам. При кликање на почетната евалуација, само да ви кажам, имаме изјава за согласност која треба да се кликне и без да бидат одговорени прашањата не може да ја поднесете формата. Доколку ве врати назад, причината може би е ова квадратче кое што треба да се кликне. Најчести предизвици, ете секогаш недостаток на време, технички познавања, пристап до алатки, користење на вештачката интелигенција во наставата, недостаток на компјутер во училница, потреба од обука, нема соодветни ресурси на работа, правописни грешки.
Според сегашната анализа која што ја гледаме во живо, најмногу од колегите се соочуваат со недостаток на време. Реално исто и јас се чувствува, затоа што кога ќе седниме пред компјутер и работиме со вештачка интелигенција, секогаш ни произлегуваат нови и нови идеи и времето секогаш ни е кратко. Пристапот до алатки исто така реален проблем, затоа што сега се почесто алатките стануваат алатки со платена верзија. Технички познавања не е нешто што не можеме да го поминеме, ќе го поминеме. Еве со денешниот вебинар очекувам дека поголем дел од вас ќе стекнат нови компетенции и ќе се чувствуваат многу посигурно во работењето со вештачката интелигенција. Креативноста и како ќе ја имаме после ова, а од обуки никогаш доста. Во ред, јас сметам дека дадовме доволно време за пополнување. Предпоставувам дека сите го гледате мојот панел. Имаме знаење за вештачка интелигенција 3,2%, сигурност 3,5%, искуство 3,1%, а креативност 4,3%. 77% од нас веќе користеле вештачка интелигенција. Потоа ќе видиме после овој вебинар како ќе се чувствувате и уште колку многу ќе се зголеми овој процент на вашата сигурност. Просечната самопроценка наша моментално е 3,5 од можни 5 звездички. Ќе се навртам сега на презентацијата за да продолжиме понатаму. Кои се целите на овој вебинар? На овој вебинар ќе видиме реални примери од училница, да креираме интерактивни ресурси со помош на вештачка интелигенција, да развиеме сигурност при користење на вештачката интелигенција и да применеме конкретен модел. Она што сакам пред да започнеме со практичниот дел на нашата презентација, да се потсетиме на тоа како изгледа еден час без интеракција и час со интерактивен ресурс. Најчесто на часовите без интеракција, наставникот почесто зборува, учениците слушаат. Имаме ограничени одговори, најчесто се јавуваат едни исти ученици. Имаме пасивно примање на информации, исто така намалена мотивација, потешко следење на вниманието, страф од одредени грешки и ограничени повртни информации. За разлика од тоа, часот со интерактивен ресурс, учениците активно учествуваат, вклучени се сите ученици, истражуваат, избираат, донесуваат одлуки, имаат зголемена ангажираност, фокус преку визуелна динамичка структура, игра и експериментирање и повртна информација во реално време, токму како што сега и ние ја добивме со самото кликање на оваа форма за евалуација. Пред да го покажеме тркалото за избор на ученици, би сакала накратко да ви покажам еден мој час кој што е демонстративен час
час кој што беше приложен пред советник во процесот на растење на мојот кариерен развој, и затоа малку подолг, затоа што сакав да го доловам секој сегмент од она што планирав да го изработам во текот на часот. Тука имаме примена на интерактивни алатки во текот на целиот час. Истите интерактивни денес ќе ви ги прикажам на кој начин ги изработив и ќе пробам да ви дадам насоки како и вие да подготвите за вас. Уште во овој дел имам имплементација на тркало преку кое што се избираат ученици. Тркалото беше направено со 25 делови кои што можеа да бидат избрани. И исто така при самото креирање на истото дадов можност да ова тркало избере полова еднаквост, односно 3 девојчиња, 2 момчиња или пак 2 девојчиња, 3 момчиња. Во текот на целиот час имав презентација во форма на тајмер, односно мерач на време, каде што секоја активност која што беше планирана беше со посебен линк, кој што самото кликање стартува мерење на времето, за да можат учениците да внимаваат колку време имаат за да ја реализираат активноста, а исто така и мене да ми послужи да се водам до тоа уште колку време имам до крајот на часот и дали можеби треба нешто да променам во текот на часот пред да заврши истиот. Часот помина релативно добро со оглед на тоа дека првпат влегов во таа училница. Групната работа е секогаш бучна, но целите, односно стандардите на часот беа усвоени сите. Сега ќе ви ја прикажам интерактивната алатка која што ја користев за самиот час. Еве вака. Ова е тајната торба, значи игра која што беше во воведниот дел од самиот час. Како функционира? Функционира со тоа што кога кликаме на овој дел, учениците се избираат со помош на тркалото. Ми беше направено, односно побарав од вештачката интелигенција при изборот на момчињата да се користат ладни бои, а при изборот на девојчињата да се користат топли бои. Така, самата апликација избра, еве, 3 машки во овој момент и исто така уште 2 девојчиња кои што сега ќе ги видите, еве на кој начин е тоа. И реалното време за креирање на овој ресурс ми беше некаде на околу 4 до 5 минути. Следно, што сакам да го прикажам, а во текот на овој час исто така функционираше безпрекорно, тоа е педагошкиот фокус на саморегулација, одговорност и фокус. Тајмерот за групна работа. Исто така презентација која што беше со само 4 слайда. Започнува броењето на часот, уште на почетокот при стартирањето на оваа апликација. Кога преминуваме на следниот слайд, се појавуваат сите планирани активности. Учениците имаа време да потполнат материјалски пасош 13 минути. Кога почнуваат тие, кликав на копчето зелено кое што почнува да го стартува времето од бројување и беше направено со тоа што кога ќе дојде при крајот, односно последните 5 минути, се добива звук на забрзување, а последната минута веќе се одбројува секоја секунда се до завршетокот. Пауза може да користиме доколку имаме потреба да стопираме, да појасниме или нели се случи нешто непланирано во текот на часот, а рестартот е за она доколку сакаме од почеток да почнеме се. Во третиот дел имавме прикачување на материјалните пасоши за кои ни беа потребни некаде на околу 2 минути. Секој лидер од групата во самиот час требаше да го прикачи својот материјалски пасош на претходно поставени позиции и за да не се створи гужва, бидејќи нели групната работа, како што кажав и претходно, знае да ни одземе многу време, им дадов лимит од 2 минути за да можат истото да го завршат. На крајот ставив еден слайд каде што имаме заклучок, односно својства на материјалите, откако учениците ја завршија својата истражувачка активност и го презентираа својот дел, го прикажав ова и побарав на крајот само евалуација, која што нели на малку поинтересен начин за нив да биде интересна, да им го земе вниманието,
Сите има различни стапчиња во боја, црвено, жолто и зелено, и врз основа на моето барање ги треба нагоре. Со кликање на зеленото копче имаше аплауз за сите. Видам дека со тоа беа уште повеќе мотивирани за следниот час, уште поголеми напори за да помине нивната истражувачка активност уште подобро. Следно што сакам да ви покажам е колку вештачката интелигенција ни од помош кога станува збор за интерактивни игри. Ова игра по математика, која што е за 2D формите, ја користам на часот кога сакам со учениците да направам некој утврдување или, например, најчесто во завршниот дел од часот, и исто така е креирана со помош на вештачка интелигенција. Оваа игра е направена за некаден од прилика половина час, со оглед на тоа дека не секогаш на првата верзија го добиваме она што сме го замислиле. Инаку самата игра е направена во 3 нивоа. Кога учениците започнат да ја играат, доколку не го поминат првото ниво, немаат можност за премин во следното ниво. Значи, тука се работеше за препознавање на формите, спојување во парови. Им беше појаснато дека мора да најдат ист пар кој што има иста боја, и при кликање на истиот тие добива информации за што станува збор. Значи, што е триаголник, што е квадрат, што е правоаголник, и овие скокачки прозорци излегуваа само првиот пат кога кликнавме некој од овие 2D форми, потоа не се појавуваат. Додека учениците го решаваат ова, може да биде, значи, заедно со помош на 2 ученика на табла, значи интерактивноста е во ред. Инаку времето си минува горе, тие го следат сето тоа. Потоа имаме посложен дел каде што имавме вметнато дополнително и круг. За кругот на сите останати форми повторно добиваме дополнително објаснување, додека не дојдеме до последната фаза, односно последното ниво, кое што има поголем број на дадени 2D форми. Јас го кликам брзо за да може да преминеме на третото ниво, да може да го видите и тоа. Еве така. Кои ќе завршат, горе добиваат форми на аплаузи и конфети. И во ова ниво имаме оние посложени елементи, петаголник, шестаголник. Еве, и нема потреба да ја или да не губиме време со тоа, да се вратиме на тоа како можеме и ние да го создадеме овој елемент. Како се креира ова? Значи, што ни е најважно? Најважно ни е кој модел го сакаме, која идеја ја имаме за да го креираме, промптот, подобрување и дизајн. Идејата е педагошката намера. Што сакам учениците да научат? Која е целта, односно очекуваниот резултат и активност? Овде размислуваме како наставници, не како корисници на алатка. Промптот е она кој што прецизно треба да го формулираме и да го пратиме кон вештачката интелигенција која планираме да ја користиме при креирање на овој ресурс. Колку појасен е промптот, толку поквалитетен е резултатот. Вештачката интелигенција не размислува наместо нас, туку реагира на она што ние ќе го зададиме. Подобрување, имаме анализа и уредување на добиениот резултат. Никогаш од прва нема да добиеме она што го сакаме со оглед на тоа дека откако ќе ја добиеме нацрт верзијата добиваме нови идеи, барем јас така функционира. Дали содржината е соодветна, дали е прилагодена на возраста, дали е точна и педагошки оправдана. Тука не треба да заборавиме дека се можни и грешки од страна на вештачката интелигенција, посебно во правописот, затоа што кога се пишува на македонски јазик, знае да ни даде некои други букви од друга азбука. Овде наставникот повторно ја презема контролата со тоа што прави проверка на истото. Дизајнот е финалното визуелно интерактивно обликување. Тука избираме формат, боја, структура, динамика, креирање на ресурс што ќе ја поттикне интеракцијата. Тука креативноста веќе станува видлива. Canva код е она што денес ќе го работиме во првиот дел од вебинарот. Canva код е алатка која што е составен дел од Canva, односно професионалната верзија на Canva, која што ние наставниците можеме да ја добиеме бесплатно со
поднесување на барање до Canva for Education. Поголем дел од колегите веќе ја имаат достапна оваа верзија и како правилно треба да ја користиме, сега практично ќе ви прикажам. Самата Canva го има овој панел. На овој панел, најново што може да забележиме, е покрај оние дизајни и шаблони кои што претходно ги имавме, сега имаме Canva вештачка интелигенција, која што е достапна веќе неколку месеци. Canva вештачката интелигенција ни нуди не само креирање на игри, креирање на презентации, работни листови, туку ни нуди комплетно генерирање на интерактивни игри од секоја област за секое оделение. Ни нуди бришење на одредени слики, едитирање на кодови, блогови, ни нуди 3D игри кои што можеме со даден шаблон да ги едитираме, пишување на поеми и така натаму, а исто така и многу интересни временски линии кои што нас посебно ни се наоѓаат доколку работиме некои делови од општество или делови од природните науки. Имаме интересни мечинг игри како Memory или Drag and Drop и исто така имаме готови форми кои што самата Canva ги има изработено, а ние може да ги прилагодиме и само со преведување на македонски јазик да ги користиме. Како функционира Canva код? Потребно е да кликнеме на делот код. Кој ќе кликнеме на делот код, тука се бара од нас да напишеме што е тоа што ние сакаме да изработиме, а самата Canva да ни го креира. Пред да го направиме тоа, би сакала да ви покажам, јас веќе претходно спремив промптови кои што ги побарав од ChatGPT. Исто така и ChatGPT е алатка која што доколку правилно не побараме нешто од неа, ќе ни даде нели едноставен промпт. Ова е првиот кој што јас го добив. Побарав да ми даде интерактивна игра, фати го точниот збир, наменета за ученици од второ оделение. Првиот промпт кој што ChatGPT ми го даде за употреба на Canva-та беше дизајнира интерактивна игра за ученици од второ оделение во која на екранот се појавуваат балони со различни резултати, а во центарот стои задачата. Пример 34 плюс 25. Учениците треба со клик да го изберат точниот одговор, да има анимација при точен одговор и кратка порака за охрабрување. Дизајнот да биде модерен, шарен и прилагоден за деца од 7 до 8 години. Ја сега ќе го копирам и истото тоа ќе го зададам на Canva-та како промпт за генерација. Со еден клик добивам размислување од самиот панел, првично на англиски јазик, меѓутоа потоа ќе го промени во македонски јазик. Кодирањето започнува и трае многу краток процес. Сега ќе видиме со колку редови и за колку време ќе добиеме оваа првична верзија од промптот кој што сум го дала како можност за креирање на игра. Првиот пат може да добиеме нешто кое што не е соодветно според она што сме го напишале, затоа што некој пат имаме некои символи наместо букви, меѓутоа сето тоа се исправно. Можеме да направиме безброј верзии сето додека не дојдеме до посакуваниот резултат. Додека го кодираме, можеме да забележиме и што пишува нели на самите кодови. И ако реално земиме да размислиме дека ние ако ова треба рачно да го направиме, ќе ни треба прво многу знаење, многу добар компјутер, а исто така и многу време за да го искодираме самите. Ова е еден олеснителен начин за разубавување на нашите часови. Еве, веќе ја имаме првата верзија, балон математика. Овде ти дава објаснување што изработил. Што вклучува играта? Игра со балони, на екранот се појавуваат 6 шарени балони со различни броеви, а учениците треба да го кликнат точниот одговор. Плюс-минус задачи, собирање и одземање со броеви соодветни за 7 и 8 годишни деца, шарен дизајн, виножитни бои, анимирани балони кои лепдат и со весели визуелни ефекти, анимации, балоните пукаат при точен одговор, конфети летаат и звездите се појавуваат, охрабрувачки пораки, браво, супер, фантастично и други пораки на македонски. 3 живота, учениците имаат 3 обути пред да заврши играта, систем на поени, 10 поени за секој точен одговор и сега можеме да ја пробаме играта. Например, 33 плюс 16, од прилика кликаме, еве, 49, значи добивме одлично. 65
Не е точно. Повторно кликаме 74, не е точно. Горе гледате дека веќе имаме уште еден живот. Сега, дали е тоа што ние го очекувавме или не, зависи од тоа како сме го замислиле. Ова е едноставна игра која е интересна, меѓутоа јас би сакала да пробам нешто покомплицирано. Што правам сега? Значи, кога ќе кликнем на овој код овде ми стои оваа игра која што веќе сум ја креирала. Меѓутоа, сега барам од ChatGPT да ми формира нов промпт, затоа што јас не сум задоволна од изгледот на оваа игра. Значи, побарав да има дополнително структура, нивоа на тежина, да може да играат повеќе деца. Подолг е промптот, нема да го читам, ќе го ставам за да можеме да заедно да видиме што ќе добиеме на крајот. Значи, ова е дополнителен промпт кој што самиот ChatGPT го генерира откако ја добил првата идеја која што сме му ја дале. Можеме истиот промпт да го ставиме и на овој интерактивна игра со балони, меѓутоа тука ќе добиеме сложен дел, каде што ќе треба да правиме повеќе поправки, затоа што со секој обид може да се случи да се створат поголем број на грешки. Еве тука бараме екранот да биде поделен на две симетрични половини, лево и десно, за секој ученик да има своја зона. Во центарот на секоја зона да стои задача. Околу задачата да се појавуваат балони со различни понудени резултати. Нивоа на тежина задолжително 3 нивоа. Прво ниво лесно, собирање и одземање без премин. Минимум 10 задачи. Понизок, временски притисок. Ниво 2, средно, комбинација од задачи со и без премин. Минимум 10 задачи, средно време трајање. Ниво 3, тешко, задачи со премин, собирање и одземање, минимум 10 задачи. Поголема динамика и пократок тајмер. Играчите не може да преминат на следното ниво доколку не ги решат сите задачи од претходното ниво. Начин на игра: учениците избираат одговор со клик на балон, при точен одговор балонот се обојува во сина боја, се слуша краток позитивен звучен ефект, се појавува кратка порака за охрабрување, пример браво, одлично, продолжи така. При неточен одговор балонот се обојува во црвена боја, се слуша краток неутрален звучен ефект. Учениците можат повторно да изберат. Имаме тајмер, секое ниво да има визуелен тајмер, видлив за двајцата ученици, тајмерот да одбројува време на решавање на сите 10 задачи, доколку истече времето да се прикаже порака обиди се повторно, бодување и победник на крајот, на секој ученик да се собира поени за точни одговори, на крајот третото ниво да се прикаже резултат, ученикот со повеќе поени да добие златен пехар, вториот ученик да добие сребрен пехар. Да се појави мотивирачка порака за двајцата ученици, например, секој напредок е успех, горди сме на вашата работа, математиката е игра, кога учиме заедно. Дизајнот да биде модерен, динамичен, но чист и читлив, големи броеви и јасна типографија, весели, но не пренатрупани бој, прилагоден за интерактивна табла, интуитивна навигација, копчиња, почни следно ниво, повтори нова игра и дополнително да има почетен екран со избор играч 1, играч 2, да има кратко објаснување на правилата, да се прикажува напредок, например, 4 од 10 решени задачи. Го пуштаме исто така овој промпт на код и почекуваме да видиме за колку време ќе добиеме побараната игра. Со оглед на тоа дека овде имаме барано поголем број на работи, играта ќе има некаде над 900 кодови, што значи дека времето на креирање е малку подолго од претходната игра, меѓутоа квалитетот очекувам дека ќе биде многу повисок. Еве веќе гледате како ги генерира копчињата, гледате како го става делот почеток. И затоа секое креирање понатаму, значи секое преправање на друга верзија, може да ни донесе уште подобра игра, измена на самата игра која што сме ја побарале од овој код, од оваа вештачка интелигенција. И крајниот резултат секогаш е одличен. До сега имам креирано поголем број на игри и ниту една од нив не се покажала како багирана игра или игра која што не е функционална откако ќе биде изиграна од страна на учениците, па дури по неколку пати.
Овие игри исто така можете да ги објавувате на ваш сопствен домеин. А како се прави тоа? Сите ние кои што имаме професионална верзија на користење на канвата, имаме и наш бесплатен домеин, кој што самите си го избираме. Значи, самата канва ни нуди опција да го напишеме дали нашето име или некој никнейм кој што ние сакаме да го користиме и со согласување нели со политиката која што ја има канва, си добиваме наш уникатен домеин кој што го користиме потоа за објавување на сите игри. Еве како изгледа. Се извинувам, значи што ни даде? Ја создадов математичка арена, интерактивна игра за 20 ученици. Што вклучува играта? Структурата еве, поделен екран, значи тука имаме играч 1, играч 2, задачи во центар со балони, понудени одговори, паралелно надпреварување на интерактивна табла. Нивоата се како што побаравме, значи во првото без премин имаме 2 минути, нивото 2 средното, односно мешано 100 секунди и нивото тешко 80 секунди од задача. Функционалности, сите балони за точен одговор со охрабрувачки пораки и на крајот нели пехари исто како што беше напишано во промптот. Име 1 ќе оставиме на пример Ана, име 2 Мики. Еве како би изгледал. Ова е на едниот ученик, ова е на другиот ученик. Што треба тие да прават? Значи, треба да најдат кој е точниот одговор и да кликнат на него, доколку е точен, се преминува на другата задача. Еве и овде. Тука сега ќе сгрешиме некаден за да видиме како. Еве, значи кога имаме грешка, долу добиваме пак пробај пак. И се така се додека не дојдеме до следното ниво. Значи немаме тука можност за да учениците преминат на следното ниво, затоа што тоа го побаравме од самата апликација. Сега јас за да преминам на следното ниво, треба да ја играм цела игра, за да можеме да ја видиме. И мислам дека тоа ќе ни одземе многу време, но да преминеме барем на едното ниво, за да видиме што ќе има понатаму. А плюс 35. 41. И јас грешнав. Горе гледате тајмерот реагира, имаме уште 21 секунда. Значи, кога ни помина времето, треба да ја повториме играта и овде имаме нова игра. Мислам дека играта е одлична, не знам вие што мислите. Дали сакате да продолжиме понатаму да ја играме или може да преминеме на следна верзија? Следна верзија. Во ред. Овде и повторно знаеме дека оваа игра ни се наоѓа во овој дел, значи ни стои како зачувана игра која што можеме понатаму да ја објавиме. Следно ќе демонстрираме на кој начин ChatGPT ќе ни го надгради промптот. Еве на пример, изгради ја куќата со точни одговори. Ова е краток промпт кој што го даваме на самиот код и очекуваме дека ќе добиеме за брзо време една кратка игра, исто така по математика. Овде се работи за множење. И сите овие игри кои што ги објавуваме не се бришат, остануваат видливи и може да ги споделиме со јавен линк за користење со другите колеги. Значи јас сум во фаза на генерирање на нов вебсайт кој што ќе биде наменет за сите вас,
Сите мои игри кои што досега сум ги креирала, планирам да ги ставам достапни бесплатно секако за секој кој што сака да ги користи, со само кликање и со објаснување за каков тип на игра станува збор, за која возраст е наменета и кои се целите на играта. Доколку сите од нас креираат барем по една или две игри, би имале одлична база на ресурси, што може да си ја користиме нон-стоп, да ја надградуваме и да ја дополнуваме во секое време. Еве, тука имаме веќе околу 500 скоро редови со кодирање. Ете. Значи, што направи? Учениците решаваат 8 задачи, множење со 2, 3 и 5. За секој точен одговор се појавува нов дел од куќата, темел, зидови, врата, прозорци, покрив, оџак. Кој ќе се решат сите задачи, се појавува целата куќа со порака, одлична работа и конфети. Значи, треба да кликнат на точниот одговор, за да може да се изработи. И сега тие што прават, колку се 3 по 2, 6. Еве го темелот на куќата се појавува. Колку е право точно следна задача, 1 по 5, 5, се појавуваат зидот на куќата, следна задача 10 по 2, 20, баш сега во второ деление ова не е нешто што ни следува, следна задача 7 по 3, 21, добивме врата, следна задача 2 по 3, 6, повторно. Тука можеме да нагласиме дека сакаме да бидат задачите сите различни, затоа што некој пат знае да даде исти задачи и да може побрзо да го генерира без да го поправаме дополнително. Ево, значи добивме куќа и оваа игра е прилично интересна за малите, но би можело да биде уште позабавна доколку истиот овој промпт го прошириме на начин според нашата визија. Еве, на пример, на самиот ChatGPT му даваме задолжение, прошири го овој промпт со 3 нивоа и од куќа да може да се создаде зграда, на пример. Додади поени и аплауз на секоја точна задача. Да видиме што ќе ни даде. Мојот ChatGPT ми го знае името, долго време е со мене. Исто така, тука да нагласам дека станува збор за платена верзија. Кога имаме неплатена верзија на ChatGPT, имаме можност да употребиме до 10 промптови, а кога имаме платена верзија, имаме можност да работиме нон-стоп. Значи, што ни даде сега со проширување? Име на самата игра, цел на играта учениците да вежбаат и автоматизираат множење 2, 3 и 5 преку визуелна мотивирачка активност, структура на играта, ниво на 1, гради куќа, лесно, 10 задачи со множење со 2, например 2 по 4 и така натаму. При секој точен одговор се појавува дел од куќа, се слуша краток аплауз, се доделуваат 10 поени, по завршување се појавува целосна куќа, голема анимација, порака. Ниво 2 проширување, средно 12 задачи со множење со 3, секој точен одговор додава нов кат на куќата, се појавуваат нови прозорци и балкон. Потоа имаме ниво 3, изгради голема зграда, напредно ниво 15 задачи со множење со 5, случаи мешани задачи 2, 3 и 5, таймер од 60 секунди и 20 поени за точен одговор. По 3 точни одговори во ред, бонус 30 поени, се додава нов кат, се појавуваат лифт, тераса, кров со знаме, конфети, анимација и така натаму. Дополнителни елементи, табела со поени во горниот тагол, индикатор за напредок, прогрес бар. Еве, да видиме како и за колку време ќе ја добиеме оваа игра. Секогаш ChatGPT не прашува доколку сакаме дополнително уште нешто.
Ќе излезам од тука за да можам со нов код после да ги доработиме истите тие игри и да може да ги објавиме. Значи, што е најважно? Најважно е нашата идеја која имаме како наставници, она што сме го замислиле, да успееме да го напишеме правилно, да го срочиме соодветно, да го вметнеме нашиот стандард за тој час и да побараме да не се изработи играта. Доколку го правиме ова на подруг начин како претходно, сигурно ќе ни одземе многу време, а вака само може да добиеме попродуктивен час, каде што учениците ќе бидат заинтересирани и секако секој час ќе им биде се поинтересен, ќе бараат повеќе, па дури може да ги пуштаме линковите и за домашни услови, наместо да играат на нивните телефони било какви игри, може да играат едукативни игри од ваков тип, значи вежби со математика, исто така наоѓа примена во сите други предмети, не само математика, значи тука имаме и природни науки, општество, македонски јазик. И во македонски јазик има добри промптови, меѓутоа знае да направи грешка, затоа што најчесто вештачката интелигенција не е тренирана со нашата азбука и граматиката по македонски јазик. Затоа најчесто ги избегнувам оние игри по македонски, освен кога станува збор на редослед на реченицата или некои кратки текстови, измешан текст. Тоа можеме да го правиме, меѓутоа оние посложени игри како овие што ги бараме со друг процес, не се баш толку добро генерирани од страна на вештачката интелигенција. Затоа после ќе спомниме во Гама, таму можеме да работиме друг вид на презентација и тоа е целосно бесплатно, за разлика од ова. Меѓутоа добро е да се знае. Гледате веќе колку е подолг промптот, толку повеќе имаме кодирања и се забавува самата игра. Сега веќе при крај. Еве. Значи, тука секогаш добиваме опис на тоа што ни направил, значи што е вклучено, трите нивоа со прогресивна тежина, ни објаснува што има ставено во секое ниво, визуелната градба, како на кој начин, мотивирачките елементи кои што се додадени, детски дизајн, пастелни бои, облаци, анимирани елементи, весел и модерен изглед. И гледате тука пишува верзија 1, да започнеме да видиме како е. Еве, во долниот дел го добиваме темелот. Задачите се прилично лесни. Гледате повторно ја повторува. Тука имаме проблем со покривот. И не ни функционира. И сега му гледаме дека имаме баг, дека не е соодветно на тоа што сме го побарале. И видел пишуваме. Имаме проблем при визуелниот дел на куќата. Не се поставуваат соодветно елементите. Исправи го тоа. Исто така, не ги повторувај задачите. Сега имаме веќе комуникација со самиот бот. Иако го дава прво на англиски јазик, потоа ќе го даде на македонски јазик. И сега може да почне одново кодирање, доколку не може да го исправи тоа само со бришење на одредени кодови. И ја добиваме веќе втората верзија. Истото тоа може да се повторува се додека не дојдеме до оној момент додека не сме го добиле тоа што сме го замислиле. Одлично ги исправив двата проблема. Не ни даде, значи, дополнително кодирање, сега ќе видиме дали се исправени. Ајде. Го добивме темелот. Еве куќата. Добро.
прозорците. Ете сега повторно проблем. И не продолжувам понатаму, веднаш пишувам. Повторно има проблем со елементите. Промени. И повторно имаме редизајн на самата игра се до моментот додека не биде како што треба. Сега можно е да каже дека има проблем со алатката која што креира и да почне одново да го кодира целиот процес. Пак правиме проверка. Добивме тоа што ни треба. Доле. Еве, значи темелот наместо доле се качува нагоре. И повторно кровот е долу. Немаме опција да го влечеме. Сега, да не одиме понатаму затоа што може да ни одземе многу време. Значи, го видовте начинот на кој што бараме да даде исправки и верзиите, можеме да се навраќаме на секоја верзија доколку сакаме, значи, за да ја провериме повторно. И ако сакаме да продолжиме понатаму или да ја објавиме, еве, ова се двете опции. Користи во дизајн кој ќе кликниме, таа автоматски се префрлува во презентација. Тоа е за користење на час и е само за нас. Значи, кога користиме во дизајн, имаме избор. Веб страница, презентација, документи или бела табла. Доколку кликнеме на бела табла, нашиот компјутер треба да е поврзан веќе со смарт таблата, за да може директно да се работи на неа. Доколку кликнеме на презентација, директно не води до форма на презентација и ни ја едитира внатре. Сега, тука што е проблемот? Кога го ставаме тука, често пати е многу мало и се соочуваме со проблем со кликање и такви работи. Да го прошириме не можеме, бидејќи самите рабови ни кажуваат до каде оди, ние може да ги извлечеме рабовите, меѓутоа нема да го добиеме ефектот кој што ни треба. Се враќаме повторно на кодот, еве го, и сега можеме да го објавиме на нашиот домен. Значи, тука, кога прв пат објавувате, ќе ве праша дали имате ваша сметка. Доколку имате сметка, ќе кликнете да и ви дава предлог име, значи, што може да го користите. Ова е мојот домен, кој што ми го даде како слободен домен, и долу во овој дел, каде што ни ова коса линија, го пишуваме името на играта, за да знаеме за што станува збор. Тука треба да напишеме на латиница множење или нека биде изградба на куќа. И кога ќе го објавиме, го добиваме ова прозорче. Добиваме, нели, аплауз за сето тоа, со копирање на ова. Си го зачувуваме линкот доколку имаме потреба некаде. Ова е прегледот како изгледа на телефон, како изгледа на самиот панел. Ја прегледуваме веб страницата. И веќе имаме готов ресурс кој што може да го користат сите колеги кои што сакаат. Значи, мене ми е направено да биде јавно достапно за сите. Нивоата си ги започнуваме како што претходно нели побаравме, со премин со точни задачи од прво, второ на трето ниво. Дали до тука ни е јасно? Дали имате можеби прашања во делот за Canva код? Секако прашањата може да ги одговориме и дополнително по завршување на презентацијата, како сакате така. Следно што сакам да ви го презентирам е Гама. Значи, Гама апликацијата на некого му е позната, на некого не.
станува збор за интерактивна алатка која што исто така ни нуди генерирање на презентации во реално време. Јас најчесто ја користам кога ќе видам дека во текот на часот учениците мои не ги совладуваат целите што сум ги планирала или имаат потешкоти при совладување на целите, па во тој момент креирам на лице место презентација во неколку секунди за да можам да им го олеснам процесот на учење. Како може да се регистрираме на Гама? Ова е QR кодот кој што може да го скенирате и веднаш да пристапите кон самата регистрација. Иначе тоа е онлайн алатка, вештачка интелигенција, може да креира презентации, документи, веб страници на визуелен, привлечен и брз начин. Ќе почекам малце додека го скенирате QR кодот. Инаку при првото најавување преку овој QR код добивате 200 поени, односно кредити кои што може да ги користите при генерирање на презентации. За да генерирате една презентација користете од 30 до 40 кредити, а кредитите се заработуваат со самото тоа што споделувате линк до вашите пријатели и можат со самото најавување тие да добијат 200 кредити и исто така вие да добиете 200 кредити. Секое кликање на канвата, доколку е веќе завршена презентацијата и барање од вештачката интелигенција за промена, ви зема од 2 до 4, па може би и 10 кредити во зависност од тоа што го бараме. Значи, секоја креирана слика со помош на вештачка интелигенција ви повлекува поголем број на кредити. Затоа, моја препорака е кога ќе оправите тоа, да не го правите со барање до самата вештачка интелигенција, туку да ги направите исправките рачно, со тоа што секако ние нели мора да провериме пред да ја ставиме пред учениците, дали има грешки или не. Јас имам подготвено денес некои презентации во кои што сакам да ви кажам каде може да имаме грешка, во кој дел, затоа што и тука се сочуваме со проблем со македонската поддршка, иако Гамата е достапна и на македонски јазик. Што може да прави Гама? Генерализира визуелно атрактивни презентации од внесен текст, кој што претходно си го имаме, креира документи со автоматски дизајн, изработува едноставни веб страници, нуди шаблони и прилагодливи стилови, вметнува слики и икони со вештачка интелигенција и овозможува лесно споделување и колаборација. Дали е бесплатна? Да, постои бесплатна верзија со ограничени функции и број на презентации. Премиум верзијата нуди повеќе шаблони и поголем простор напреден дизајн на опции, меѓутоа нас не е доволна и онаа бесплатна верзија затоа што има 10 слайдови кои што и tekako ни се доволни. Поддршка на македонски јазик, да, може да се користи со македонски текст, иако преводите и автоматската корекција не се секогаш совршени. Сега ќе ви презентирам како Гамата функционира. Кога се најавуваме на Гама апликацијата, пожелно е да имаме Gmail сметка, затоа што на тој начин многу полесно може да функционира, понекогаш знаене или да не врате. Ова е панелот кој што го имаме. Многу е сличен со оној на канвата, значи тука ги имаме вертикално поставено сите оние можности кои што ни ги нуди. Ова е на англиски јазик, меѓутоа со кликање на овие 3 точки можеме да го преведиме на Translate на македонски јазик, доколку нели англискиот јазик ни е потежок за користење, и да го имаме целиот овој дел на македонски јазик. Јас ќе одам со оваа верзија, бидејќи вака ми е полесно. Ова се презентации кои што се креирани претходно од мене, инаку имам повеќе сметки, може тоа да го правите и вие, затоа што со секоја нова сметка нели имаме повеќе можности. Како се споделуваат кредитите? Кога ќе одиме на самиот кредит кој што го имаме во овој агол, десниот горе, значи имаме увид. Сега, кога ќе кликнеме на овој дел Refer a Friend, со копирање на овој линк и препрачање на нашите пријатели, тие добиваат 200 кредити, меѓутоа и вие добивате 200 кредити. Тоа е најдобриот начин на собирање на кредити кои што потоа можеме да ги користиме. Сега интересно е тоа што кој ќе дојдеме до 2000 кредити, колку и да го споделуваме линкот, не добиваме повеќе од тие, и затоа е пожелно да имате некоја
од прилика, значи, увид во тоа што сте го имале до сега испратено, на кого сте му го испратиле, колку пати, за да можете при крај кој ќе стигнете да го пратите на некој кој што претходно не ви бил поканет за да се регистрира. Ова е презентација која што јас ја користев во изминатите 2 часа со моите ученици од второ деление, определување на непознат собирок. Тука, во овој дел, од левата страна, ви се гледа целата презентација, односно што е тоа што ни го генерирал по пишувањето на промптот. Прво ви ја прикажувам затоа што сакам да ви укажам на некој дел околу граматичките грешки. Од другата страна на десниот панел имаме пребарување, кое што се однесува на самата презентација. Имаме базични блокови на букви, имаме сликички кои што можеме да ги додаваме. Smart Layout се промена на изгледот на самата презентација, значи сите овие кои што ги бараме тука, доколку ги кликаме, ни одземаат кредити. Тука имаме исто вештачка интелигенција која што може да ни генерира статистички податоци, графикони, видео кои што можеме и медија да ги употребуваме, кои што се достапни, нели, за да може да се внесат во самата презентација, и ова е начини на објавување на веб страниците. Еве како ја конструира, значи, мојата презентација. Јас барав, го пишав стандардот и барав да ми напише основни работи за ученици од второ оделение, значи што значи непознат собирок. Заборавив да нагласам дека наместо прашалник, тука би требало да стои X, нели станува збор за равенка. Ова е делот кој што учениците најчесто го препишуваат во тетратките. Потоа имаме практична вежба, значи едноставни задачи, нели барав да бидат поедноставни затоа што првиот час со пониски броеви, за да може потоа да ги воведиме во оние броеви со собирање и одземање со двоцифрени. Имаме повеќе задачи, нели имаме ученици кои што побрзо завршуваат. Барав да ми даде и текстуални задачи. И сега тука во текстуалните задачи имаше проблем кога ги креира текстуалните задачи, не се соодветно поставени, некој пат знае да ги измеша. Исто така знае да додаде букви, еве например најденката беше, не беше најденка, имаше аната, значи некои такви граматички проблеми кои што се решаваат со самото кликање на она што сакаме да го промениме, без да ни одземе кредити. Еве, и сега тука во еден дел барам квиз да се проверат. И тука веќе имам оставено грешки кои што може да ги забележите. Значи, мешаме бугарски јазик, мешаме српски јазик, збирниците, и на крајот имаме мотивација. Леснота, значи тоа се некои зборови кои што сакале или не ги добиваме секогаш кога користиме вештачка интелигенција. Сега, како да дојдеме до овие презентации? Начинот на креирање е многу едноставен. Со кликање на Create New презентација имаме избор. Дали сакаме да генерираме комплетно промпт, дали сакаме да ставиме некој веќе готов текст, дали сакаме да креираме од готов темплейт или да го префрлиме од некој линк во презентација. Најчесто го користиме Generate и тука повторно имаме мени кое што може да го провериме без да пишуваме промпт. Значи тука имаме дадено примери од самата апликација, кои што доколку ги кликнеме, тој ќе ни генерира директно она што е напишано во овој дел. Кога сакаме да креираме презентација, што е важно? Важно е тука да селектираме колку картички сакаме. Еве, самата апликација ни кажува до каде ни е бесплатно, до 10 картички, оставаме на 10. Тука генерираме каква сакаме да ни биде, дали класична или ова е студиска, која што е за професионалната верзија. Овде кажуваме каква сакаме да биде, дали да биде низ целиот екран, традиционална,
Дали сакаме да биде кратка, еве да кликнеме традиционална и овде избираме на кој јазик сакаме да ни ја изготви презентацијата. Еве, да ставиме нешто, например, за 5-то оделение. Направи ми презентација. Мора да биде на македонска поддршка, се извинувам. За ученици од 5-то оделение. Многу е важно да кажеме за кого станува збор. По македонски јазик. Целта е усвојување на именки, општи и сопствени, сакам да има дефиниции, примери, задача за решавање со точен и неточен одговор. Во заградиче ставиме избор. Задачи со дополнување. Исто така, сакам одговорите да не бидат видливи, затоа што знае да ги даде точните одговори, па така учениците ќе ги видат однапред. На крајот, сакам квиз со кој ќе утврдам дали учениците ја постигнале целта и сакам чек-листа за само оценување. Го ставаме на Generate Outline и очекуваме првична верзија од она што сакаме да го добиеме. Ова е само нацрт на тоа што ни го дава. Дали ни се допаѓа или не ни се допаѓа, потоа ќе видиме. И сега тука, во долниот дел, имаме избор како сакаме да ни изгледа. Значи, да избериме дали сакаме да ни биде детална, дали проширена, дали да биде едноставна или минималистичка. Избираме темплейт кој што сакаме да го користиме. Еве, може да биде овој темплейт. Долу може да избериме дали сакаме да ни ставе некои сликички од самото пребарување на интернет или сакаме генерирани со вештачка интелигенција. Еве да кликнеме на вештачка интелигенција да видиме што ќе ни даде. Ни дава избор какви сакаме, а тука ни кажува дека имаме по 2 кредити за секој од сликичките. Ако го промениме и го ставиме на веб, тука ни кажува дека нема да имаме земање, значи free to use, избираме дали сакаме оние кои што се дозволени без да прашуваме, дали сакаме од сите. Јас пак ќе се вратам на вештачка интелигенција да видиме што ќе ни даде. Иако троше кредити, би сакала да бидат тете илустрации, ворете тоа, инаку имате избор различен. И сега, доколку сакаме нешто дополнително во делот за изгледот на самата презентација, може да избериме, меѓутоа и тие исто така земаат кредити. Со самото кликање на Generate треба да ја добиеме презентацијата како готов продукт. Значи, гледате за колку кратко време ние добиваме готова презентација која што може да ја користиме на часот. Најчесто кога некој знае да дојде изненадно на час, ова е решение како може да се спасиме во наводници.
и да имаме подготвено современи ресурси за работа. Значи, во овие презентации може да ставаме и видеа од YouTube со линкови, може да бидат вметнати како посебен слайд. Се зависи од промптот како го даваме. Доколку сакаме да биде совршено, секако може да користиме помош од страна на ChatGPT со некоја нова идеја, која што може да ја добиеме од него. Ето така. Значи, веќе ни е готова самата презентација и од почетокот одиме на презентирање да видиме што сме добиле. Кога ја презентираме, веднаш може да забележиме дека ова е мал, значи фонт на зборов, мислам на големина, што треба да биде поголем реално. Што се именки, разграничување, дефиниција прво, потоа имаме видови на именки и пример. Тука може би сакаме повеќе примери, може би сметаме дека треба да бидат со поголем фонт исто така. Прво имаме вид на именки, општи именки. Значи, гледате, ни даде броеви поголеми за разлика од зборовите, што можело да биде обратно. Сопствени именки, исто така броевите се поголеми во однос на зборовите и тоа може да биде секако исправено. Првата задача е избери точен одговор. Значи имаме избор и гледате тука Марко ни е затемнет, што значи дека одговорот е видлив за децата, иако побаравме да не биде тоа прикажано. Меѓутоа, оние што се дечиња побистри, веднаш ќе сватат дека точниот одговор е Марко. Во задача 2 дополни реченица, значи тука треба учениците да го решат или на таблата, или може во тетрадките. Иначе гамата не може да биде интерактивна на табла, затоа што самите табли кои што ги користиме ние немаат таков софтвер, ќе мора да ја претвориме во PDF формат за да може учениците директно да внесуваат на неа. И тоа е можно во гамата. Задача 3, точно или неточно. Сопствените именки секогаш почнуваат со голема буква, значи тука имаме пак избор. Тие може да го одговараат со помош на стапчиња, со да, со не, значи било како, во зависност од креативноста на наставникот. Квиз за проверка. Имаме прашања кои што учениците треба да ги одговорат. Исто може да биде усвен одговор, може да биде испринтано само овој дел, значи од самата презентација, па да го дадиме како работен лист. И тука сметам дека фондот е мал. Чеклиста за самооценување. Учениците треба сами да се одговорат. И на крајот секако една мотивирачка порака, односно заклучок, што се именките, правописот е важен, вежбај секој ден. Пред да ја објавиме, задолжително проверуваме дали правописот е навистина во ред, дали треба нешто да промениме, и ако сметаме дека треба да го направиме тоа, го правиме на следниот начин. Значи, од самиот почеток, во делот за именки, треба да биде, според мене, многу поголем. Значи, тука ни е дадено, еве ќе оставиме како дисплеј. Сега можеме и да го намалиме малку, ни дојде многу големо. Значи, можеме да си даваме, еве вака. Македонски јазик за 5-то одделение исто така може да ни биде малку поголемо. Во вториот дел, значи, може целиот овој дел да биде поголем. Едно по едно ќе мораме да го селектираме. Претпоставувам дека заради интернетот нема можност да го променам, да пробам уште еднаш. Еве кои опции ги имаме. Доколку вака не ни се допаѓа, еве можеме да го искористиме ова.
Еве како изгледа со тоа. Да ставиме large текст и сето тоа, например, да го правиме рачно со цел да ги заштедиме оние кредити кои што ги имаме. Овие тука исто така можеме да ги измениме со самото тоа што ќе ги ставиме да бидат во средишен дел, ќе ги ставиме да бидат поголеми. Ево вака, за да можат учениците подобро да ги гледаат. Сепак на смарт таблата кој ќе се пуште е премногу мало. Исто и овој дел може да се промени, доколку некоја од фотографиите не ни се допаѓа, кога ќе кликнеме на неа, имаме можност да ја избришиме, да ја промениме, да ја тргнеме, да ја зголемиме. Значи сето тоа ние доколку го работиме рачно, ние бесплатно. Доколку употребиме вештачка интелигенција и побараме што сакаме да направи со оваа фотографија, тогаш имаме повлекување на кредити. За се што бараме, имаме опис колку кредити ќе ни бидат земени. Еве да видиме доколку го отстраниме, нели, да отстраниме позадината од самата слика. Ќе ја повлечиме од овде. Треба да причекаме. Ни дава опција за избор, како е модифицирана, што ни се допаѓа повеќе, што не. Можеме да избериме, ова е без позадината, еве како изгледа, без позадина. И одлучуваме дали ќе оставиме или ќе избришиме целата фотографија. Кој ќе избришиме, ни останува празен дел овој и може да додадиме нови фотографии, а можеме и комплетно целиот дел нели да го отстраниме со тоа што ќе побараме различна формулација на овој дел од самата презентација. Овде исто така може текстот да стане променлив, визуализиран со тоа што би излекувал, би се повлекувал, но и тоа исто така троше одреден број на кредити. Сите овие презентации кои што ги работиме, ни се зачувуваат автоматски и ни остануваат на самиот панел кој што ни е во оваа форма. Формата на панелот може да биде како лист или како грид во овој случај. Овде ги бараме оние кои што се креирани од нас, доколку имаме означени со звездичка ни стоат тука, последно прегледаните ни стоат овде и доколку сакаме овие да ги споделиме со нашите колеги, кликаме на самата презентација, горе имаме share, имаме различен начин, значи кога споделуваме. Ако сакаме со соработка да може да едитираат, оставаме да биде нова и го копираме линкот. Ако сакаме само да го споделиме, тука имаме копирање на линк. Ако сакаме да го даунлодираме, имаме избор дали да биде како PDF, дали да биде PowerPoint или во слайдови на Google Slides, значи или само како фотографии, исто така си го избираме. Имаме опции и други кои што ни се нели со доплатување на таа верзија, нема да ни требаат. И овде можеме да го споделиме како линк кој што треба да го објавиме на некој вебсайт. Значи, едноставна е за работа, бесплатна е, брза е и јас ја препорачувам затоа што многу заштедува од времето кога правевме обични PowerPoint презентации. Плюс сите информации кои што претходно требаше да ги собереме сами, тука ги имаме само со пишување и барање од вештачката интелигенција. Во делот импорт, значи имаме промени со ChatGPT и имаме промени кои што треба да ги доплатиме доколку го користиме ова. Во New Gamma исто така имаме дополнителна можност за креирање на Значи во оваа апликација исто така може да се креираат и игри, иако не се интерактивни. Значи може да побараме од неа да ни генерира одредени игровни активности со самото тоа што ќе побараме нели во самата презентација. Ќе
презентирам на ваков начин да ви го доловам ефектот, значи да биде интересна за учениците. Тука имаме анимации, значи што се тоа, или филтер балони, кога најчесто работиме медиумска писменост. На овој начин, па учениците да можат нели сето тоа да го сватат полесно. Ова е за малце повозрастни ученици. Можеме да напишеме текст и да побараме да ни го разработи, значи самата вештачка интелигенција, па да го вметне овде. Еве како можеме да вметнеме гифови. Значи сето тоа го бараме во самиот промпт кога го пишуваме и имаме можност да избираме надоле. Значи кој гиф сакаме да го користиме. Значи различни видови и различни кредити. Еве гледате, јас истрошив кредит, меѓутоа некој веројатно се има најавено дополнително и повторно стои на 2000. На 2000 кредити немаме можност од дополнително споделување. Сега, веќе сме при крај, зашто ова не е тренд, туку е потреба. Не е тренд затоа што технологијата веќе ја менува училницата. Нашата улога е да ја водиме таа промена, да можеме нели на најдобар може начин да ја искористиме вештачката интелигенција, што помалку да им дозволуваме на учениците и тие да ја користат, да развива компетенции од корисник кон креатор и од пасивност кон критичко мислење, да гради самодоверба и јасен модел, конкретни алатки и сигурна примена. И сега исто така, скоро пред крајот, би сакала повторно да се навратиме на ова пост-евалуација, со тоа што ќе побарам од вас повторно да се најавите на овој дел, за да може да видиме во живо какви се промените кои што ги имаме по завршување на самата презентација. Додека вие го кликнете, јас ќе ослободам формата, затоа што од самата платформа барав да биде заштитена со пасворд. Зорица, сакаш да ја ставиме и во чет? Да, Ова може. форма? Може. Истиот, да. Ете сега активно. Јас ќе се вратам на вака. И да одиме на лайв резултати, да видиме споредба. Што ќе ја добиеме од претходната статистика со ова. Инаку претходно имаме 568 учесници кои што одговориле на почетната евалуација. Колеги, додека пополнувате, само Зорица, додека пополнуваат, значи во чет имат и линк за да си пополнат, значи формулар за сертификација, меѓутоа го имат и линкот за ова анкетна, за ова анкета што ја спроведи. Може ако сакаш и повторно кодот, најверојатно некои ще бараат QR кодот да го, ако можеш да го вратиш, така. Се извинувам да прашам, колешка ми пиша дека не може да го пополни листот ова со податоци, дали ќе можам јас да пополнам наместо неа?
Мислам дека има опција да пополните вие место неа доколку излезете и повторно се најавите. Ако колешката го има тој проблем, треба да го ресетира и повторно да се најави. Да излезам со останакот и пак или пошто веќе Не, навлегов. само да излезете од формата која што ви е кликната нели како Google форма и потоа може повторно да се најавите. Во ред, благодарам. Нема зашто. Јас навистина се надевам дека барем малку ќе ви го олеснам процесот на користење на вештачката интелигенција во правилна насока и сметам дека доколку сите се вложиме помалку, ќе имаме многу повеќе ресурси кои што може да ги користиме и да заштедиме и на време, а исто така и да добиеме нешто што ни е од трајна вредност. Значи, уште еднаш да потсетам дека потполнуваме пост завршната евалуација, затоа што гледам дека повторно растат почетните евалуации. Имате избор на Зорица, може да го споделиш уште еднаш твојот линк, да ние од QR кодот сега ја скенирав, меѓутоа повторно ми ја врати на... Ајде. Само момент. Дали може во чатот овде да ја споделам? Може. Поделена е веќе. Да, еве тука. Одлично. Сакате да ја вратам повторно на QR кодот или во рете? Дали ќе можете повторно да ја споделите? Ајде. Еве ја пуштив дополнително до модераторот доколку има проблем со линкот, ако сакате да ја споделите уште еднаш. Многу спорено, да тоа не може. Катастрофа, да. Мене упорно ме враќа на Почета. евалуација, не ми ја дава завршната. Ајде уште еднаш ќе споделам линк. Да, втор пат пробувам, не можам никако. Нека Зорица нека одат на линкот во чет. Да, во четот го споделив со оваа завршна евалуација овој линк. Аха, може, добро, благодарам. Пробајте од таму, ве молам. Да. Вие може да кликнете тука или тука. Значи, вие самите може да изберете каде треба да пишувате. Доколку пополнувате од телефон, може да е поголем проблем, а доколку пополнувате од компјутер, значи само со кликање на било кој од овие, значи
одите до она апликација која што треба да ја пополните. Јас се извинувам, не ми дава можност да ги пополнам податоците на колешката. Да, може би затоа што веќе вие ги имате пополнето. Да. Да, А јас да може прашам да дали станува збор за податоци што треба да се внесат за сертификат или за Да, податоци за пополнување за сертификат. за тој линк има можност само еднаш еден да пополни. Значи ќе мора колешката да си пополни сама. Во Има ред, ограничување на еден одговор. така, во ред, меѓутоа таа ми пише дека не може да пополни, затоа ме замоли да пополнам. Ајде нека се обиди уште еднаш. Во ред. Предпоставувам дека овие информации ќе ги добиеме покасно со оглед на тоа дека сме 607 учесници моментално, а можно е да самата платформа е оптоварена и не ги дава како резултати во живо. Меѓутоа, статистиката треба да е тука јасно видлива во делот на пополнувањето на прашањето. Значи, втората постзавршна евалуација е слична на првата. И сите тие податоци кои што овде се собираат се генерираат директно во Canva Sheet, која што е достапна на самата Canva и можеме потоа да го искористиме како истражувачки ресурс. Значи, целта беше тоа да утврдиме, да видиме на кој начин, нели, колегите колку ги подобриле своите компетенции и дали сметаат дека сето ова може да им се најде во наставниот процес. Начинот на прибирање на вакви податоци е одличен, затоа што често пати може да направиме и истражувања кои што се бараат од нас, истражувања, акциски студии на случај, па на овој начин, на малку пософистицирано, да може побрзо и полесно да се завршиме својата работа. Мене бара ми е вака многу полесно и немаш толку многу копирање на графикони и сето тоа кој што го правевме претходно во Google Forms. Тука ние сето на едно место. Многу е важно како ќе го дадеме промптот за да ни го направи овој панел. Еве вака. Тука имаш можност, нели, да заклучиш или отклучиш доколку сакаш, нели, да прекинеш прибирањето на податоци. Значи, при самото отварање на линкот, кликаме на постзавршна евалуација. Сега сакам да ве прашам дали имате прашања. Зорица, јас ке се приклучам малце повторно, додека другите и пополнуваат и може да напишат, еве во порака, во чет гледам дека има колеги, меѓутоа јас сакам да кажам дека немаме технички проблеми во врска со линкот, туку имаме преголема желба на наставниците да влезат на вебинарот и ние тука имаме една сериозна задача. Не знам колку вештачката интелигенција може да помогне во тој контекст да го надминеме лимитот кој што самиот пакет на Google нели ни ги дава над 500 членови. Ќе размислиме, значи лайвстрим сепак не е можеби решение затоа што ние сме сепак членови на Зон и ќе треба да биде само за активните членови на Зон, меѓутоа твојот инспиративен вебинар вистина гледаш бројката од 607, а сигурно уште чека да влезат, е голема. Јас би прашала јавно тука, дали покрај тоа што ти 2 часа неуморно зборуваше, објаснуваше и говореше, би можеле да го повториме овој вебинар
уште еднаш во некој близок период за наставниците кои навистина сакаат да влезат и сакаа во живо да го проследат вебинарот, да не биде само видеоснимката, туку да бидат активни слушатели и во исто време да работат. Знам дека си многу зафатена, но дали ќе најдеш време во некој близок период овој вебинар за сите наставници кои што не влегоа на истиот, да може да го повториме. Наташа, знаеш дека со задоволство ќе го направам тоа, нема проблем. Значи, мене ми е особено чест што 610 веќе видливи резултати имаме овде и нема никаков проблем, значи ќе се обидам да најдам време да направим уште еден вебинар и на тој вебинар можеби ќе дополниме уште нешто, па така ќе ја зголемиме и базата на нашите игри кои што може да си ги споделуваме едни со други. Аз се надевам дека за брзо време и мојот вебсайт би бил готов за да може колегите да си ги предземаат сите оние работи кои што јас веќе ги имам изработено и со задоволство ќе ги споделам со нив. Еве, ова е почетниот мој темплейт за веб страница, ќе се вика Зорица Creative Classroom. Овде на еден лесен начин ќе може да дојдете до она што сакате да го имате. Еве како би изгледало. Значи ќе имате игри, презентации, постери кои што ќе може директно само да си ги испринтате за во училница. Единствено што се бара е почитување на авторството, ништо друго. Ова се игрите линкувани кои што ќе ве водат до самата игра која што е веќе објавена и ќе може да си ја користите во вашите часови во секое време. Катерина Даниловска, доколку сака нешто да каже, гледам дека има наставници кои што сакаат да постават прашање, дали може Катерина да го постави прашањето? Да, најпрво да се заблагодарам на Зорица. Научивме доста. Сега сакав конкретно да прашам, веднаш во теков на вебинаров ја пробав гама. Не приметив 16 слайда направив, меѓутоа не можам да ги спуштам. Лимитирано беше до 10, така бесплатна верзија. До 10. До 10, значи тоа е проблемот. Да, тоа е проблемот, значи се што е над 10 ќе ви бара пари. Инаку, јас се извинувам учениците. Инаку, значи до 10, доколку нема да имате никаков проблем при спуштање на презентациите. Благодарам, Зорица. Нема проблем. Златица Стојкова. Повели Златка, ако имаш нешто да поставиш прашање. Златка Стојкова, да. Зорица. Па не ми е прв да ве проследам, Зорица, со воодушевување со вашите презентации. Меѓутоа, имам прашање на кој од овие апликации најлесно би можело да направам постер? Сте обидов паралелно заедно со вас. Да, на канвата може најлесно да направите постер, можем тоа да ви го кажем ако сакате и сега, значи нема проблем. Многу лесно, многу брзо, баш имаме, мислам, Наташа, време, така? Имаме секако, Зорица. Да, еве вака, значи на многу лесен начин може да изработите постер со тоа што самата почетна страница имате или можности за избор. Кој ќе кликнеме на образование, ни ги дава поединечно сето оно што сакаме да го правиме. Имаме лекции, постер за училница, презентации, образовни видеа, инфографици, еве имаме и готови темплејти. Еве, например, за постер во училница, јас најчесто го користам овој темплејт и ги принтам на A3 формат. И сега во зависи со тоа што сакате да креирате, значи може да изберите од готовите темплејти или да си направите самите со тоа што ќе побарате елементи. Еве, например, може да креираме постер за циклусот на... По што предавате? Ви оделенска настава, така? Ајде да кажете. Оделенски настави, трето оделение, именки сега не се наред. Ротка именки. Именки, ете така, именки може да напишеме овде, ќе ни даде, значи,
меѓутоа ќе биде на англиски јазик и нема да биде баш соодветно за нас. Еве како се, значи, можеме да ги искористиме овие, со тоа што кога ќе кликнеме на нив, ќе треба да направиме измена. Овие постери се најчесто пожелни да се користат по другите предмети, освен македонски јазик, затоа што често кога правиме, нели, и транслейт превод на македонски не ни е исто. Значи нивните именки не се исти со нашите. Нешто друго, например, ајде, што би сакале? Еве, нека биде дропки може. Еве, имате, значи, готови темплејти, кои што може да ги кликнете. Тука ви дава дополнително избор од други работи. Еве да најдеме некој кој што има текст, за да може да го преведиме, да видите како оде. Еве, операции со дропки. Значи, одиме само со кликање на оваа страна на левиот панел, на преведи. Избираме кој јазик го сакаме, македонски јазик, и кликаме на преведи. Значи, за неколку секунди истиот овој постер го имаме на македонски јазик. Сега, што е тоа што треба да го поправиме? Треба, например, да замениме фонтот на самите. Еве, да го намалиме, за да може да биде соодветен. Доколку имаме некаде некаков проблем, еве, излегло од редот или не знам, сакаме да биде по-различно, можеме да го намалиме, зголемиме, центрираме, значи како ние сакаме да изгледа постерот. Можеме да ја промениме самата боја, значи доколку сметаме дека треба да биде во друга боја, доколку сакаме да го принтаме и да заштедиме, го ставаме на бела основа. Значи, можеме да правиме милион чуда за кратко време и да имаме готов ресурс за во училници. Значи, тоа е еден од начините на изработка на постери, што може за најбрзо време да ги направите. Благодарам. Нема зошто. Дали нешто друго ве интересира во овој дел? Значи, во дизајнирањето имаме и многу добри презентации, што се готови веќе од самата апликација. Еве, например, тука моментално ни дава улоги, професии. Значи, кликаме на примени ги сите 20 страници и сега тие се на англиски јазик. Повторно одиме во делот за Translate. Овде. И во е прилично брзо за на час. Кликаме македонски јазик. Овде треба да избериме кои страници. Гледате, тука е селектирана само една. Значи, кликаме на сите страници. Готово. И на крајот одиме на преведи. Тука единствено треба да ги избришиме после оние страници со англиски, затоа што се дуплираат и тоа е добро што се дуплираат, за да може да видиме дали преводот ни е соодветен. Значи, ако имаме потреба или нешто да промениме, еве како изгледа на англиски, еве како е на македонски. Тука немаме проблем со промените. Ова е англискиот дел, значи инструкција за наставниците. Готово, значи готов час, работете во групи, учениците креват раце, значи ти дава комплетно насока за тоа како треба да го реализираш часот. Еве ги промените, која е неговата работа. Дури на крајот ми се чини дека во оваа презентација имавме и звучни ефекти, ама не сум сигурна. Не, ова е страница со ресурси кои што биле користени. Имаме вакви презентации, ако разгледате повнимателно, дури со дадени чеклисти, со дадени одговори на некои одредени дејства, посебно во природни науки, и се прилично интересни за обработка. Јас имам поголем број, еве правата на децата ми е правена во Canva, ова беше споделена во групата за наставници, некој може би лани ја користеше, и е направена со визуелни ефекти, значи тоа можеме да го додаваме, можеме да го едитираме текстот во секое време, да ставаме анимации, значи тоа не е сето бесплатно со професионалната верзија. А како што кажав, професионалната верзија барем денес е многу лесно да се добие, само со едно испраќање на барање од страна на директорот или оној кој што сака да биде координатор.
се поднесува документ во кој што пишувате колку време имате стаж во училиштето, што работите во училиштето, треба да биде подпишан од страна на директорот и печат од училиштето. Кога ви бара ID број за училиштето, или го пишувате верификациониот број од училиштето, или го ставате бројот на училиштето доколку ви е регистрирано како Етвининг училиште, тоа може да го искористите и добивате, значи, во рок од 48 часа повратна информација, добивате свој домен и ги внесувате наставниците само со покана на преку мејл. Значи, ние моментално имаме 49 корисници во нашето училиште, кои што може да си ја користат професионалната верзија. Никој од нас нема увид во тоа што го прави колегата, затоа што си влегува со сопствен имејл, тоа е многу добро. Доколку сакаме колегите да го гледат тоа што сме го правеле, значи имаме опција да го споделиме јавно со целата група, односно училиштето. И многу интересна работа е тоа што Канвата ни нуди сега и можност за работа во класови, значи класна работа. Кога имаме класна работа, тука со учениците ги додаваме, значи, во самиот клас и можеме да им задаваме задачи, значи, што сакаме да дизајнираат, што сакаме да прават, да можеме да ги оценуваме исто така. Во делот на проекти ви стоат сите ваши изработки кои што досега сте ги работеле, можете да ги поделите по типови категории, датум на промени и така натаму. Можете да им давате повратна информација на учениците, како дизајнирате, значи, тука му кажувате на ученикот, сето тоа што го пишувате овде, тој го добива, го гледа во исто време, и да се собирате податоци кои што вас ви требаат за часовите, значи да давате повратна оценка, може да ставите ученици кои што ќе бидат одговорни, па тие ќе дадат повратни информации. Еве го како изгледа, значи, панелот на училиштето, и тука ви кажува, нели, колку имате, кој се креирал веќе клас. Ова е мојот клас од пред неколку години, 5-2 одделение. Значи, јас овде им давав задачи, тука ги оценував, еве имате, пробајте бесплатно. Во Canva Pro ви е комплетен пристап доделен, немате потреба да кликате ништо друго. И еве како изгледа нивниот панел. Значи, нешто што мене, например, ми олеснува работата многу. Се надевам дека ви се допадне. Рената крива рака. Рената, дали сакаш нешто да ја прашаш, Зорица? Рената Ѓоршевска, нешто? Во ред, Зорица, многу научивме, имаме многу уште да научиме. Јас, еве Сања Ников, ај повели Сања Ников. Во ред. Добро вечер. Сакам да те прашам накратко, Зорица, дали јас се користам Canva-та, но не приметив дали на обичната ли мора да бидеме на другава верзија за да ни прави превод на презентациите во готови веќе што ги има? Најчесто на онаа што е професионална верзија, имаме поголема опција. Да, за пробав јас. Да, не ги дава, значи, преводите сите, има ограничен број на јазици. Благодарам. Во чет има повторно прашање за Canva for Teachers, како може бесплатно да се зачленат, иако во видео снимката повторно може да го преслушат наставниците, но сепак дали сакаш пак накратко само да објасниш, мислам дека прашуваат за преку училиште, како сте поврзани. Да, значи, било кој од училиштето може да се, кога ќе кликнете на Canva for Teachers, имате дел каде што пишува дека може да го пријавите вашето училиште за професионална сметка. Значи, таму ви бара да пополните кратка апликација општи податоци и да прикачите документ во кој што вид на потврда, каде што директорот на училиштето потврдува дека вие сте вработени таму,
дека сте неколку години веќе во работен однос, со потпис и печат од училиштето и дека платформата ќе ја користите на ниво училиште, социјални или на подигнување на дигиталните вештини на наставниците и учениците. Значи го испраќате на тој мејл кој што е наведен во Canva for Teachers и во рок од 48 часа добивате повртна информација. Може да ви побараат дополнително уште некој документ, например, доколку сметаат дека сте испуштиле нешто и да ви овозможат да ви дадат насока, ви назначуваат еден од нивните агенти кој што ќе го води процесот на регистрација, ви кажува точно каде да отворите, што да направите, на кој начин да ги поканите колегите и ви започнува периодот на користење на професионалната верзија неограничено. Исто така во однос на овие платени алатки, значи платените алатки може да ги користите заедно. Еве например еден чат GPT е $20 месечно, може да го користат 6 души без никаков проблем, со тоа што ќе си ја делат сметката. Тоа се смешни пари, да речеме, за 6 наставници. Исто така процесот на најава е со различен имейл и немате можност да си гледате кој што работи. На таков принцип може би е подобро да почнеме да функционираме. Ние имавме во училиштето обука пред една недела од ЛИД, каде што ни беше кажано дека можеме да си направиме и собствен домеин со edu.mk, каде што ќе може да користиме бесплатна верзија на ChatGPT на ниво на училиште. Па еве сега сме во процес на креирање на еден таков домеин. Мислам дека и тоа може да ви биде од корист. Па пробајте. Ако имате нешто, слободно може да ми се обратите за било што. Тука сум, доколку имам време, да ви помогнам. И Зорица, секогаш наоѓаш време за нас и вчера до 11 часот имавме генерална проба, еве и вечерва имаме полни 2 часа активно следење и презентирање. Останува ни разговор, повторно ќе кажам, доколку има потреба, иако морам да нагласам дека околу 650 наставници веќе пополнаа форм со линкот за сертификација. Значи, успеале да влезат на вебинарот и да проследат дел од презентираните активности. Снимка на сета презентација сигурно ќе има за брзо доставено на Zoom, но доколку членовите кои што не успеа да влезат на вебинарот имаат барање, ќе те контактираме повторно, ќе го најдеме потребниот термин слободен, и може би во пократка варијанта, сепак ќе ни овозможиш уште едно вакво убаво доживување. Научивме многу, а имаме што уште да научиме од тебе секако. Ти благодарим уште еднаш во името на Зон учител, на сите координатори кои што вистина вечерва беа загрижени што дел од членството не можат да влезат на линкот или ги исфрла, така да на сите наши членови ќе им овозможиме сигурно уште една заедничка средба. Доколку сакаш и ти уште еднаш да ги поздравиш и да го завршиме вечерашниот вебинар. Да, јас ви благодарам на сите за одвоеното време, 2 часа не се малку после работа. Ви посакувам успешно креирање на дигитални ресурси и уште еднаш ќе кажам за се што имате потреба, слободно може да ми се обратите па да направиме нешто повеќе за нашиот образовен систем. Ви благодарам и пријатна вечер. Пријатно. Пријатно, колеги, на сите, убава вечер.